Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате: Македонија и Албанија добија уште една, трета поред шанса за зачувување на Охридскиот регион, одлучи Комитетот за светско наследство на УНЕСКО. Со неставањето на Охридскиот регион на листата светски богатства во опасност, УНЕСКО ги изневери сопствените принципи, обвинуваат 40 невладини организации. Прва официјална средба на шефот на европската дипломатија во Македонија Рокас со градоначалникот на Охрид Пецаков. 83 годишен охриѓанец го загуби животот во тешката сообраќајна несреќа синоќа кај Оровник. Идентитетот и јазикот не се дел од преговарачката рамка, изјави евроамбасадорот Рокас во Охрид. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес, по свежото и ветровито утро, во текот на денот превладуваше претежно сончево, ветровито и топло време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура изнесуваше 24 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, четврток кон петок, ќе превладува претежно ведро, ветровито и свежо време. Во петок над Балтичко море ќе се наоѓа центар на циклон кој што во поголем дел од источна и североисточна Европа ќе услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грамотевици. Врнежи од дожд се очекуваат и во областа околу Алпите и Пиринеите. Во останатите делови од Европа ќе преовладува претежно сончево и топло време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево, ветровито и топло време со појава на локална облачност. Во северните предели зголемена облачност со услови за локални врнежи од дожд и грамотевици. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 24 до 32 степени. Во Македонија во петок, по свежото утро, со утрински температури кои што ќе се движат во интервал од 7 до 18 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево, ветровито и потопло време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 50 км на час. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе бидат во благ пораст и ќе достигнат од 22 до 33 степени. УВ индексот ќе има вредност 7. Во Охрид во петок, по свежото утро, во текот на денот ќе имаме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен североисточен ветер. Минималната температура од 13 степени, додека пак дневната ќе достигне до 26 степени. Во Охрид во сабота, по свежото утро со температура до 13 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност со максимални 29 степени Целзиусови. Во недела сончево и топло време со дневна температура која што ќе достигне до 32 степени. Во Охрид во понеделник ќе превладува претежно сончево и многу топло време со појава на локална облачност. Утринската температура од 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 33 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи.
Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамара Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора, стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ. Охрид доби уште една година рок за зачувување на статусот на УНЕСКО. На 47-та сесија на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО во Париз усвоен е амандман, со кој ќе се одложи нацрт одлуката. Одложувањето е условено со низа обврски за кој државата има рок до 1 февруари идната година да достави извештај. Охрид доби уште една шанса, нов рок од една година за исполнување на препораките. На 47-та сесија на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО во Париз денес е усвоен амандманот со кој што се одложи нацрт одлуката за впишување на регионот на листата светско наследство во опасност. Одложувањето е условено со низа обврски за кој државата има рок до 1 февруари идната година да достави извештај. Тоа е една заедничка дипломатска офанзива успеавме да обезбедиме уште една година за спроведување на препораките кои што ќе ни бидат важни. Одлуката на комитетот за нас е поттик и мотивација најсериозно да продолжиме со конкретните мерки кои ќе овозможат итна имплементација на предвидените корективни мерки базирани на препораките на реактивните мисии и од 2020 година и од 2024 година, како и на стратегискиот план за рехабилитација. Градоначалникот Пецаков на средбата со амбасадорот на Европската Унија Рокас истакнаа дека заеднички ќе работат на зачувување на статусот на УНЕСКО.
Охрид е навистина еден скапоцен камен, има огромен потенцијал, така да мислам сите треба да работиме заедно, сите чинители кои се во оваа сфера, за да можеме да ја подобриме состојбата на Охрид и да го заштитиме статусот кој го ужива моментално во УНЕСКО, и за да можеме да осигураме и од еколошка гледна точка, но и од урбанистичка гледна точка, да можеме да осигураме одржливост на овој регион. Ако го погледнеме и поделиме што значи препораки, односно забелешки за Охрид, што значи за друга општина, за трета општина, четврта општина, што значи за државата Македонија, што значи за државата Албанија, што значи за соработката помеѓу двете држави, тогаш да е критичен. Пак ќе поразговараме и ќе ги извадиме на површина сите оние забелешки кои што се насочени и директно према нас како Охрид, но и за сето на кое што го содржи извештајот како забелешки. Пред 2 денови 40 организации од регионот и Европа побараа од Комитетот за светско наследство на УНЕСКО да го впише Охридскиот регион во листата на светски наследства во опасност со цел да се заштити од уништување. Ужаснати сме од одлуката на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО, кој денеска им додели уште една година грејс период на Македонија и Албанија, наместо да го впише Охридскиот регион во листата на светско наследство во опасност. Реагираат 40 невладини еколошки организации од Македонија, Албанија и други земји од Европа. Во заедничка изјава, испратена веднаш по усвојувањето на одлуката на сесијата на Комитетот за светско наследство во Париз да им даде уште една година грејс период на Македонија и Албанија за имплементирање на препораките, 40 граѓански организации обвинуваат дека Комитетот повторно ги игнорирал препораките на експертите. Комитетот за светско наследство беше информиран за загрижувачката трансформација на доброто пред повеќе од 2 децении. 22 години подоцна и откако 3 мисии алармираа дека Охридскиот регион е де факто светско наследство во опасност, Комитетот повторно одлучи да ги игнорира експертите и да го награди непочитувањето на конвенцијата со уште една шанса, се вели во реакцијата. Според нив, времето кое претходно во 2 наврати им било дадено на двете земји, само охрабрило нови деструктивни проекти што ги потврдила и мисијата во 2024 година. Немаме никаква причина да веруваме дека овој пат ќе биде поинаку. Сметаме дека со оваа одлука Комитетот ги изневери принципите врз кои е формиран и активно ја поткопа самата суштина на Конвенцијата за светско наследство, велат организациите. Тие бараат од двете земји, овој пат да ја третираат подарената шанса со одговорност и итно да ги стопираат и откажат сите тековни и нереализирани деструктивни проекти. Станува збор за 17 организации од Македонија, 13 од Албанија, една европска мрежа од 15 организации и 9 организации од Хрватска, Србија, Бугарија, Австрија и Обединетото кралство. Предизвиците со кои се соочува општина Охрид, реализираните проекти со поддршка на Европската Унија, капиталните проекти кои се планираат за воиднина, беа во фокусот на денешната средба на градоначалникот Кирил Пецаков и амбасадорот на Европската Унија во Република Македонија Михалис Рокас. Шефот на делегацијата на Европската Унија во Македонија Михалис Рокас во прва официјална посета на Охрид. Приоритетите на локалната самоуправа и на Европската Унија во поглед на овој град се исти, истакна високиот гостин по работната средба со градоначалникот Кирил Пецаков. На разговорите во фокусот беа проектите кои општина Охрид ги реализира со поддршка на европските фондови, предизвиците и плановите за воиднина. На која што средба ги истакнавме неколкуте проекти кои што во минатото ги завршивме заедно како општина и како Европска Унија и сето она кое што го поддржуваат. Секако поразговаравме за предизвиците кои што се и пред нас, меѓутоа и сето она кое што е за нас битно во наредниот период, кои се најголемите предизвици, кои се најголемите проекти кои што се планираат за Охрид и генерално како Охрид го гледаме во иднина, како еден од најбитните градови во Македонија. Секако дека поразговаравме и за сите оние работи кои што се поврзани со препораките и со мерките поврзани со УНЕСКО како тема која што е во моментов актуелна и секако дека добрата соработка која што и досега ја имаме како општина и Европска Унија, не само со проектите, туку до сето она кое што означува поддршка на општината и на државата, ќе продолжи и во иднина.
Евроамбасадорот Михалис Рокас посочи дека со градоначалникот Пецаков дискутирале за заедничките проекти со Европската Унија, при што потенцира дека е задоволен од начинот на кој истите се имплементирани и дека соработката е одлична. Разговаравме и за приоритетите кои ги имаме ние како Европска Унија и се разбира општина Охрид и тие се поклопуваат, рече Рокас. Then we talked about the challenges, including the one you... Разговаравме и за предизвиците како прашањето со УНЕСКО и за големите инфраструктурни проекти како Коридорот 8. Стана збори за јавниот паркинг во градот, јавното зеленило, третирањето на цврстиот отпад, како и за третирање на отпадните води. Многу активности се во тек и мое мислење е по дискусијата дека одиме во вистинска насока. Разговаравме и за глобалните предизвици. Да не забораваме дека Охрид е скапоцениот камен на оваа земја и за да го зачуваме, неопходно е заеднички да работат сите засегнати општини и институции во двете земји. Во рамки на првата посета на општина Охрид, евроамбасадорот оствари средба и со председателот на Советот Перчо Божиновски и членовите на Советот на општина Охрид. Синоќа на магистралниот пат Охрид-Кичево во близина на селото Ровник, општина Дебарца, се случи тешка сообраќајна несреќа во која едно лице го загуби животот, а две други се повредени. 83 годишен охриѓанец го загуби животот во тешката сообраќајна несреќа што се случи синоќа на автопатот Охрид-Кичево во близина на аеродромот. Тешката сообраќајна несреќа е пријавена синоќа во 20 часот и 40 минути во СВР Охрид. Добиена информација дека на магистралниот пат Охрид-Кичево во близина на селото Ровник, општина Дебарца, случајна е сообраќајна незгода во помеѓу две патнички моторни возила, во која за жал едно лице го загуби животот, а две други лица се здобија со телесни повреди. Тие се констатирани во специјалната болница Свети Еразмо во Охрид. Се судриле патничко возило Citroen со охридски регистарски ознаки и патничко возило Ауди со албански национални ознаки, управувано од 36 годишен жител од општина Боговиње кој се здобил со телесни повреди, како и неговиот 24 годишен сопатник од Куманово. По наредба најавен обвинител, телото на починатиот возач на Цитроенот било предадено на обдукција. Да се упати уште еден апел до сите учесници во сообраќајот, посебно на овој патен потек, крајно внимателно да ги управуваат своите патнички и други моторни возила, да се грижат за својата безбедност, да се грижат за безбедноста на другите учесници во сообраќајот и на тој начин да придонесеме да имаме стабилна сообраќајна безбедност, да нема сообраќајни незгоди, а уште помалку да нема сообраќајни незгоди со трагични исходи. Увид на местото на синоќешната несреќа под водство најавен обвинител извршија полициски екипи, се преземаат мерки за целосно расветлување за причините кои доведоа до несреќата. Општина Охрид во согласност со оперативниот план за активни програми и мерки за вработување усвоен од владата на Република Македонија, објави јавен повик за работно ангажирање на 10 невработени лица за заштита и превенција од пожари и заштита и оплеменување на животната средина на локално ниво, односно пошумување. Работното ангажирање на невработени лица е евидентирани во Агенцијата за вработување, а кои се заинтересирани за мерката ќе биде реализирано за период најмногу до 5 месеци. За кандидатите кои ќе бидат избрани и работно ангажирани се предвидува да им биде исплатен износ од 24.000 денари месечно, со вклучено осигурување за инвалидност и телесно оштетување причинето со повреда на работа и професионална болест и данок на личен доход. Правата и обврските на учесниците ќе бидат регулирани со договор за учество во активна мерка. Заинтересираните лица пријави за учество во мерката можат да поднесат во Агенцијата за вработување Охрид во периодот од 10 до 17 јули, од 8 до 15 часот. Повеќе информации за потребната документација која треба да се достави, заинтересираните можат да ја најдат во јавниот повик објавен на официјалната веб страна на општина Охрид. Идентитетот и јазикот не се дел од преговарачката рамка, кажа евроамбасадорот Рокас, одговарајќи на новинарско прашање денеска од Охрид. Тој позитивно го оцени извештајот на Европскиот парламент за напредокот на земјава. Reports of the European Parliament, it gives strong support to the country's EU integration. Извештајот на Европскиот парламент дава силна поддршка на интегративните процеси на државата и ги поддржува реформските процеси, особено реформите во правосудството, борбата против корупцијата и останатите предизвици со кои се соочува државата.
Мислам дека во однос на тоа е многу позитивен извештај. По однос на темите со идентитетот и јазикот, Европарламентот е независна институција која носи политички одлуки согласно своите внатрешни процедури, но најважно е да се истакне дека идентитетот и јазикот не се дел од преговарачките рамки. Идентитетот и јазикот најдобро се бранат со полноправно членство во Европската Унија. Млади охридски музички надежи, како предвесници на 65-тото издание на фестивалот Охридско лето. Талентираното клавирско трио составено од младите охридски музичарки Ана Кузмановска клавир, Лина Николеска виолина и Антица Николовска виолина ќе имаат своје деби во рамките на програмата Подиум на млади, организирано од Музичката младина на Македонија, како предвесник на 65-тото издание на реномираниот фестивал Охридско лето. Настапот е закажан за 11 јули, петок, со почеток во 20 часот и 30 минути во магичниот амбиент на црквата Света Софија. Публиката ќе има можност да ужива во изведбата на дела од рускиот композитор Алфред Шнитке, интерпретирани од триото што ветува блескава иднина на македонската музичка сцена. Подиум на млади Охридско лето е само уште едно признание за нивната досегашна работа и доказ дека младите таленти од Охрид се вистински амбасадори на културата и уметноста. Покрај нив, истата вечер, свој настап ќе имаат и надежните уметници Божана Ѓошева од Скопје и Џеврие Туле од Струга. Ова е се во првиот дневник. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Имајте пријатен ден.